Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Оваа сесија ќе посветиме на Шанка Пракшалана, една од техниките за прочистување од системот на Хата Йога. Таа ни помага да го изчистиме гастроинтестиналниот тракт. Тоа го правиме со помош на топла солена вода и 5 йога положби. Шанка Пракшалана се изведува 2 пати годишно, најдобро на смена на годишните времиња, например од зима кон пролет или од лето кон есен. Меѓутоа, доколку се изведува во друго време од годината, временските услови треба да бидат умерени. Значи не треба да биде ниту премногу студено, ниту премногу топло, влажно, ветровито и така натаму. Просторијата во која што ќе ја изведувате оваа техника треба да биде чиста, проветрена, а тоалетот да се наоѓа во близина. Пред да започнете со постапката, најдобро е да го приготвите оброкот, односно јадењето што ќе го конзумирате во текот на денот по завршувањето на чистењето. Станува збор за кичари, тоа е комбинација од ориз, леќа и прочистен путер. Без сол, може би малку турмерик. Значи, околу 45 минути по завршувањето на чистењето треба да го земете првиот оброк, тоа е кечари, и 6 часа после првиот го земате вториот оброк. Подгответе околу 5 литри топла солена вода. На 1 литар отприлика доаѓа 1 супена лажица сол. Водата треба да биде топла колку телото, а солена колку солзите. Доколку имате посериозни проблеми со дигестивниот тракт, бубрезите, срцето или страдате од висок крвен притисок, ве молам воздржете се од изведување на оваа техника. Исто така, доколку имате недоумици, дали одредени елементи или дали техниката во целост е полезна за вас, ве молам консултирајте се со вашиот лекар. Се разбира доколку почувствувате каква била нелагодност, например вртоглавица, слабост, веднаш прекинете со изведувањето на техниката. Сега ќе ви ги демонстрирам йога положбите кои што се дел од Шанка Пракшалана. Застануваме во тадасана. Нозете се или споени, или на десетина сантиметри една од друга. Пред да започнеме со секој циклус, пиеме на брзина 2 чаши од приготвената топла солена вода. Така, застануваме во тадасана, се чувствуваме стабилно. Рацете ги креваме над главата, ги испреплетуваме прстите, дланките ги придвижуваме нагоре. Ги спуштаме потоа дланките над темето на главата. Вдишуваме, се креваме нагоре на прстите и ги туркаме дланките кон таванот. Издишуваме, се спуштаме надолу. Вдишуваме, издишуваме надолу. Погледот е во една точка. Движењето е координирано со дишењето. Уште еднаш ќе ви демонстрирам. Ќе се подкреваме, туркаме со дланките, го издолжуваме целото тело, издишувајќи се спуштаме надолу. Ги ослободуваме рацете. Секоја од положбите ја изведуваме 8 пати. Јас тоа сега нема да го сторам, ќе се сконцентрирам само на техниката на изведувањето на овие йога положби. Следната положба е Тиријака Тадасана.
Нозете ги раздојуваме нешто пошироко од ширина на колковите. Повторно чувствуваме стабилност во стапалата. Нозете се активни. Пелвисот неутрален. Ги испреплетуваме прстите, дланките ги вртиме нанадвор, ги креваме нагоре рацете, вдишуваме во центар, издишуваме, се навалуваме налево. Вдишуваме во центар, издишуваме надесно. Вдишуваме во центар, туркаме со дланките нагоре, издишуваме, се навалуваме налево. Вратот или во неутрална положба, или благо нагоре. Уште еднашка. Вдишуваме во центар, издишуваме налево, вдишуваме во центар, издишуваме надесно. Се враќаме во првобитната положба, ги ослободуваме рацете, се враќаме во Тадасана. Од Тадасана нозете ги раздвоиме малку, но не толку колку што беа во претходната положба, во Тирјака Тадасана, значи од прилика во ширина на колковите. Се чувствуваме стабилно. Рацете ги креваме во висина на рамењата. Вдишуваме во центар, издишуваме, се вртиме на лево, десната дланка на левото рамо, левата дланка од десната страна на појасот. Издишуваме тука, вдишуваме во центар, издишуваме, го повторуваме истото на другата страна. Може малце подинамично да се извидува ова асана, кати чакрасана. Внимавајте само дишењето да биде координирано со движењето. Вдишуваме, издишуваме, вдишуваме, издишуваме. Вдишуваме, се вртиме на страна, вдишуваме во центар, се вртиме на страна, издишуваме во центар и ги ослободуваме рацете до торзото. Следната положба е Тирјака Буџангасана. Легнуваме на стомак. Нозете ги шириме пошироко од колковите. Прстите од стапалата се на подот. Дланките ги поставуваме или под рамењата, или нешто пошироко од рамењата. Вдишуваме, се креваме во Буџангасана, издишуваме, се вртиме на лево. Остануваме кренати, вдишуваме во центар, издишуваме кон десно, вдишуваме, издишуваме, се спуштаме. Вдишуваме, се креваме во центар, работиме во рамките на нашите можности, издишуваме, се вртиме кон лево, останувајќи кренати, вдишуваме во центар, издишуваме на десно, вдишуваме во центар, се спуштаме долу. Уште еднашка ќе демонстрирам. Се креваме нагоре, не туркаме премногу со рацете, гледаме повеќе грбот да го ангажираме. Издишуваме, гледаме налево, вдишуваме во центар, гледаме надесно, вдишуваме во центар и
се спуштаме на подот. Следната положба е наречена удара Каршанасана. За изведувањето на оваа положба ќе ја заземеме најпрвен положбата Маласана. Колената се удобно расширени, стапалата во иста насока со колената. Грбот е исправен. Од тука ќе ги поставиме дланките на колената. Вдишуваме во центар. Десното колено оди кон левото стапало, а левото колено благо го туркаме на десно, задржувајќи го сето тоа во нозете. Торзото се вртиме на лево. Вдишуваме во центар, истото го повторуваме на другата страна. Левото колено оди кон десното стапало, десното колено благо го туркаме на лево и гледаме на десно. Вдишуваме во центар. Коленото оди надолу, спротивното колено оди кон абдоменот, благо притискаме и се вртиме на лево, во центар, на десно. Ке забележите кога го правите тоа, дека положбата на бутините и на торзото му даваат блага масажа на абдоменот. Уште еднашка. Десното колено кон левото стапало, левото колено благо го туркаме на десно, гледаме на лево, се враќаме во центар, лево колено долу, десно на лево, се вртиме кон десно, се враќаме во центар. И оваа положба, откако ќе ја совладате техниката, можете да ја повторувате малку подинамично. Например, на овој начин. Ке забележите дека оваа положба побарува одредена флексибилност и мобилност во долниот дел од телото, коковите, колената, стапалата. Разбирливо, таа нема да биде достапна за сите, затоа ќе ви дадам една алтернатива од Дандасана. Го виткаме, например, левото колено, го приближуваме кон абдоменот, грбот е исправен, вдишуваме тука, издишуваме, го гушкаме коленото и го туркаме кон абдоменот, се вртиме на лево. Вдишуваме во центар, го повторуваме истото на другата страна. Ке забележите дека заедничко на овие две положби е тоа што коленото во комбинација со ротација на торзото, на ребетот, го масира абдоменот и на тој начин го стимулира празнењето. Така. Со повторување на овие 5 положби, секој од нив ја повторуваме 8 пати, сме завршиле еден циклус. После секој циклус, односно пред започнување на секој нареден циклус, испиваме 2 чаши вода. И повторуваме. После третиот циклус,
Одиме во тоалет, гледаме дали има некакво придвижување, без разлика дали има, дали нема, каков е исходот. Продолжуваме понатаму со изведувањето на асаните и пиењето на водата помеѓу секој од циклусите. Порано или подоцна процесот на чистење ќе започне. Најпрвен ќе изфрлите онаа потврда столица со секое наредно празнење. Таа ќе станува поретка и поретка. Знаете дека сте завршиле со изведувањето на техниката, со чистењето, кога ќе почнете да изфрлате речиси бистра вода. Тука престанувате, легнувате во шавасана, одморате 45 минути, покрите се да не ви биде ладно, не се малку 45 минути. По истекот на ова време, ќе го земете, како што напоменав на почетокот, првиот оброк. Во наредните 2-3 часа немојте да спиете, немојте да јадете или пиете нешто друго. Чекајте да поминат тие 6 часа, тогаш земете го вториот оброк. Исто така е важно да го резервирате целиот ден за одмор. Значи без никакви дополнителни психофизички напрегања. Во месецот кој што следува ќе треба да се придржувате кон еден посебен режим на исхрана. Ќе треба да се воздржувате од месо, млеко, млечни производи, ферментирани производи, алкохол, цигари, чај, кафе, овошки, особено оние по киселите овошки, треба да се избегнуваат, да не се конзумираат, благо, чоколадо и така натаму. Целата листа ќе ви ја дадам во описот на ова видео. Сега ќе си речете, тоа е премногу рестриктивно за мене, не можам да се придржувам. Тешко ќе биде за мене да ја одржам таа дисциплина. За таквите од нас постои скратена верзија на шанка пракшалана, која што не побарува специјален режим на исхрана по завршувањето на чистењето. Станува збор за лаго шанка пракшалана, состојките се исти, ќе повторуваме 5 јога положби, пиеме топла солена вода пред почетокот на секој циклус, меѓутоа не одиме до крај. Се повторуваат 3 циклуси и без оглед на исходот прекинуваме тука. Предвижувањето може да се случи веднаш по изведувањето на 3 циклуси или нешто подоцна во текот на денот. Се надевам дека ќе имате тоалет во близина кога тоа ќе се случи. Се надевам дека ова ви беше интересно, информативно, дека ве мотивира да ја пробате оваа техника за прочистување. Не е ништо страшно, немојте да се плашите. За сите прашања ви стојам на располагање. Ви благодарам. Намасте.